Време е за новото линковско вклучување на колегата Мартин Николовски во едно и последно за денешното издание на Македонија наутро, но Ване те препуштам тебе да го најавиш, затоа што и пред малку кажа која е темата и што е во неговиот фокус. Но Мартин, претходно, за да стасате дотаму каде што сте сега, малку доцневте поради причини сообраќајна несреќа во Скопје, теренска екипа сме, емисија во живо, би сакал прво да кажеме каде во моментов има повеќе гужва во Скопје, нашите гледачи тоа да го знаат и веднаш преминувате на тема Европска недела на млади 2026. Каде се заглави утро? Добро утро, Ване, добро утро, Симоно, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Ова е време кога е најголем шпиц во главниот град, на улиците и булеварите во Скопје. Утрово имавме сообраќајна незгода токму кај клубот на пратеници. Тоа беше причината зашто доцневме со ова вклучување во живо, а моментално нашата екипа, утринска екипа, составена од мене и колегата Јован Лесански, се наоѓа во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. По повод Европската недела на младите 2026, утрово во Македонија наутро разговараме со Ана Михајлов, директорка на агенцијата, за можностите што им се нудат на младите преку програмата Еразмус Плюс, но и за предизвиците со кои се соочуваат денеска. Што носи оваа недела и како младите може да се вклучат? Директорке, добро утро и добре дојдовте во програмата на Јавниот сервис. Добро утро за сите гледачи и ви благодарам за поканата. На почеток на нашиот разговор, Европската недела на младите 2026 веќе во тек. Кои се клучните пораки и што е ново оваа година за младите во Македонија? Така, веќе од 24 април до 1 мај е Европска недела на младите, односно се празнува и се чествува во цела Европа. Целта и фокусот секако ни се младите, бидејќи како што без образованието нема иднина на секоја држава, така и без младите, тие се нашиот фокус, односно оваа година најмногу се дава фокус на младите во однос на нивното вклучување во демократските процеси, нивното вклучување во дигиталниот свет и нивното вклучување во зелените иницијативи. Затоа Националната агенција активно ги поддржува сите проекти кои што се аплицирани во Националната агенција во однос на младите и нивната вклученост во сите овие приоритети кои што ви напоменав претходно. Така како што најавивте претходно, во тек неделата на младите најпрво започна со патување во Брисел, односно Националната агенција поддржа 8 учесници, од кои двајца ЕУ амбасадори во делот на младите од Македонија, кои што ги посети европските институции, кои што и беа учесници со помалку можности, затоа ни е посебно чест и задоволство, затоа што можевме да ги поддржиме финансиски, за да може да ги почестуваат сите придобивки, да ги посетат европските институции, да ги видат сите новитети, сите стратегии кои што се креираат во Европа за младите. Така. Програмата Еразмус Плюс е една од најпопуларните меѓу младите во Македонија, па и во Европа. Кои се конкретните можности што младите денес можат да ги искористат преку неа? Да, програмата Еразмус Плюс е навистина една од најпопуларните, најпосакуваните програми во Европа, така и во нашата држава. Многу ми е драго што се повеќе и повеќе млади, младински организации, невладени организации, здруженија на граѓање повеќе го ставаат фокусот на младите, им даваат можности преку аплицирање во програмата Еразмус Плюс. Можеме да се пофалиме со една импозантна бројка од 2021 година, односно во оваа финансиска рамка, дека сме поддржале повеќе од 2000 млади луѓе и повеќе од 1000 волонтери, младински волонтери ја посетиле Македонија, каде што секогаш Националната агенција ги угостува, им дава чести задоволство, им ги кажува сите промени кои што ги планираме за иднината, бидејќи како што напоменав на почеток, младите ни се во фокусот на вниманието, затоа правиме и повеќе дебати и повеќе настани, за да можеме, многу е важна соработката помеѓу институциите, за да можеме да им овозможиме подобар живот и поубав живот, за да може да секако одберат да останат во својата земја, за да не одат во друга земја за да го продолжат својот живот и професионален развој. Директорке, колку младите од Македонија се информирани и активни кога станува збор
простор за европски програми и мобилни активности? Апсолутно, едни од најактивните се и оние кои што најмногу знаат да искреираат една апликација, бидејќи секогаш на терен кога одиме, точно знаеме и точно ги презентираме оние сите приоритети кои што се важни. Секако го слушаме и нивниот глас, тоа ни е многу важно за да знаеме нели што да предвидиме, што да искреираме за секоја наредна година. Затоа постојат и стратегијата за младите и законите кои што ги креираме за младите, кои што Националната агенција секогаш активно учествува. На сите настани повеќе гледаме сега да одиме на настани на руралните средини за да ги вклучиме и сите оние. Инклузијата ни е многу важна, да ги вклучиме сите оние млади луѓе кои што се од помали средини или кои што имаат помалку можности да пристапат на програмите. Имаме повеќе акции кои што ги вклучуваат младите, односно можностите повеќе организации да аплицираат во Националната агенција, каде што има вклученост на младите. Предходниот рок помина, но затоа го најавувам рокот во октомври, каде што има повторна акција за младите луѓе, младинските работници, за волонтерите и да може да аплицираат невладините организации за да можеме да ги финансираме. Една од актуелните теми е влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје. Чинам утре во собранието имате активност со клубот на млади, за каков настан станува збор? Да, утре ќе обработуваме или ќе дебатираме за една многу важна тема која што секогаш во сите општества во цела Европа е многу актуелна и многу од нив внимаваат на тоа, нели, за менталното здравје на младите, за дигитализацијата, односно како влијаат на социјалните мрежи. Секогаш имаме и проекти во Националната агенција каде што даваме акцент на тоа како социјалните мрежи влијаат, како правилно да ги користат младите луѓе. Така да многу е важна соработката и синергијата која што имаме со другите институции. Тоа ми е посебно драго заради тоа што секогаш соработката и секогаш иницијативите кои што доаѓаат треба да доаѓаат од институционално ниво, да знаат дека нивниот глас, младите знаат дека нивниот глас е слушнат. Токму затоа утре е организирана дебата во собранието во салата Борис Трајковски заедно со пратеничката и председателка на клубот на млади при собранието, со министерот за дигитална трансформација, каде што ќе дебатираме и ќе ги слушнеме целиот глас на младите луѓе и на сите институции за да можеме да знаеме што точно треба да креираме и што им е потребно на младите. Важен е слухот, но важни се и нивните потреби. Затоа ни е најважно она што ќе го имаме утре како дебата, да има еден заклучок, да има еден инпут, кој што понатаму ќе работиме се разбира активно. И за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до младите? Да сонуваат, тоа е најважно, да не се плашат, да аплицираат и да ги зграбуваат, да кажам, сите оние можности кои што ги нуди. Програмата Erasmus+ нуди многу можности, затоа ги повикувам да се информираат. Знам дека секогаш секој нов предизвик е од неизвестното е секогаш тежок и првиот чекор е тежок, но верувајте дека секој млад човек кој што бил во Европа преку програмата Erasmus+ се вратил како подобра личност, подобро изграден и професионално изграден за да може да ги зазема сите следни чекори во својот живот кој што го има. Директор, ќе ви благодарам за разговорот и што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Навистина ми е драго, посебно кога се работи за младите луѓе, да учествувам на било какви дебати, интервјуа и така натаму, и тоа и понатаму Националната агенција ќе го поддржува и прави. Ви благодарам уште еднаш, а по повод Европската недела на младите 2026, утрово во Македонија наутро разговаравме со директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Ана Михајлов. Колеги,